Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на медиумите. На почетокот на оваа пресконференција сакам да потсетам на вчерашниот ден, 17.11.1991 година, кога е донесена одлуката за прогласување на Уставот на Република Македонија. По точно 25 години од денот на донесување на Уставот, како највисок правен акт, со кој се гарантираат основните слободи и права на човекот и граѓанинот, со длабоко жалење може да се констатира дека темелните вредности на уставниот поредок се уништени. Со незаконското следење на комуникациите на повеќе илјади лица кои живееле во Република Македонија во периодот од 2008 до 2015 година, ниту им се почитува ни приватноста на личниот и семејниот живот, ниту пак била гарантирана тајноста на комуникациите. Нема сомневање дека денешните можности за повреда на приватноста се големи, но токму затоа е неопходно секој еден граѓанин да знае дека државата, согласно Уставот, има двојна одговорност. Од една страна, да се воздржи од неовластен упад во приватноста, а од друга страна, да ги заштити од упад во нивната приватност од страна на трети лица. Но за жал, оваа обврска не се почитувала, напротив, се злоупотребувала од посебно важна институција, и тоа од Управата за безбедност и контраразузнавање, од службените лица кои работеле таму со средства сопственост на Република Македонија. Неспорен е и фактот дека државата во одредени околности има право законски да навлегува во приватноста на граѓаните, но тоа треба да се спроведува согласно прецизна правна рамка, која треба да биде спроведена од страна на лица кои се овластени за тоа. Чувствувам обврска во оваа прилика да повторам дека во извештајот на Прибе од мај 2015 година на недвосмислен начин се наведени бројни недостатоци во функционирањето на сите државни институции во Република Македонија, вклучувајќи ја Управата за безбедност и контраразузнавање. Од извештајот произлезе основањето на специјалното јавно обвинителство, кој во својот мандат треба да даде одговори на суштинските прашања, кој, како и на кој начин прислушкувал во Република Македонија и кривично-правните аспекти на тие разговори, кои незаконски се прибавени и се однесуваат за периодот од 2008 до 2015 година. Јавно кажувам дека никој нема да ме обесхрабри, ниту може да влие врз исполнувањето на оваа задача што вие граѓаните ми ја дадовте. Повторувам и во оваа прилика дека се чувствувам слободна и цврста во мојата работа, бидејќи на моја страна се Уставот, законите, правдата и вистината. И што е многу важно, чувствувам широка поддршка од јавноста. Јасно и гласно кажувам дека нема да молчам ниту за една нерегуларност, ниту па некој ќе биде заборавен во борбата што ја водам против беззаконието. Ќе ги вложам сите сили криминалот да не ја одбегне казнивоста, заради што криминалците мора да застанат пред судот на правдата, независно за кој станува збор. Исто така, моја обврска е да ја потенцирам професионалната посветеност на мојот тим во исполнувањето на мандатот кој го има ова јавно обвинителство, но воедно и објективноста и сериозноста со кој се пристапува кон исполнување на нашата мисија, а во интерес на граѓани на Република Македонија. Денешната истрага, која ќе биде отворена од моја страна, е резултат на повеќе месечна работа на целиот тим обвинители, истражители, информатичари, стручна служба и администрација. Во текот на предистражните постапки кои се водат пред ова јавно обвинителство, а се однесуваат на незаконското прислушкување во Република Македонија,
Во овој момент се собрани доволно материјални и вербални докази за да се отвори истрага, а за која подетално ќе извести, како што реков, мојата колешка, јавниот обвинител Фатиме Фетај, а потоа мојата колешка Ленче Ристовска ќе одговори на сите ваши поставени прашања. Кодното име на оваа истрага е Таргет. Благодарам.